Од 7 до 8 часот утринава жителите на село Оревоец и други граѓани на Прилеп го блокираа патот од Прилеп Скопје, изразувајќи револт на најновата одлука на владата од 24.7, со која што се дава дозвола за концесија на конзорциумот Бехтел и ЕНКА за ископот кој што се наоѓа на само неколку стотини метри од селото Оревоец. Протестот потоа продолжи пред зградата на општина Прилеп, каде градоначалникот им порача на жителите дека до четврток ќе организира средба со јавното претпријатие за државни патишта. Дополнително што сега во подкрепа на нашите аргументи ги имаме и вештите наоди од вештите лица кои буквално укажуваат на опасноста која престои од сите аспекти и по однос на животната средина и природата и по однос на изворите и по однос на спротивставеноста на самата одлука со законот од причини што за село Оревоец е донесен во 2022 година детален урбанистички план, па така издадената концесија со оваа одлука е незаконита. Дополнително одлуката на влада ќе оспориме пред управниот суд. Жителите кои против овој ископ протестираат деноноќно веќе со месеци. Велат дека со оваа одлука ќе се уништат неколку села, изворите за вода на Прилеп, а штета ќе има и самиот град. Ни воопшто не ги интересира, немаат никаков дослуг, тие имаат друга агенда по сето ова гледајќи. Само парите се во прашање и ништо друго. Значи на концесијата јасно и гласно стои дека таа е за мермер. Значи патишта со плочки мермерни не се прават. Ова е јавно давање, значи јавна кражба, едноставно речено подпишана, легална и нив ги штити нормално специјалниот закон што е донесен од претходната влада. Има еден куп концесии во Прилеп кај што може да се земи материјал. Зошто е толку окото паднато на нашето едно мало рибче кој што ќе му служи за мермер, не знам на кого. Ако во почетокот беше незаконско работењето на странската фирма Бехтел и ЕНКА, со доаѓањето на новата власт е веќе озаконето, подпишана е концесија за ископ. Доколку не се реши проблемот, жителите на Оревоец најавуваат порадикални протести, а блокадите на ископот продолжуваат и понатаму.